еднопартискиот политички систем Република Македонија го има напуштено уште 1989 година со измените на Уставот на СРМ од 1974 година. Така да закажување на избори во кои учествува само една политичка партија со нејзини коалициони партнери практично не се повеќе партиски избори и не соодветствуваат на политичкиот систем на Република Македонија во моментов. Доколку дојде воопште до избори, тоа ќе биде само една фарса, каде што на граѓаните ќе им се оневозможи можноста да бираат помеѓу политички опции, политички програми. Тоа ќе биде само трошење на пари, средства од граѓаните, но не и одржување на фер демократски повеќе партиски избори согласно системот установен со Уставот на Република Македонија. Дали мислите дека воопшто ќе дојде до одржување на тие избори? Лично мислам дека нема да дојде. Мислам дека ВМРО ДПМН се обидува со инсистирањето за наводно одржување на избори да изгради поповолна состојба и позиција во преговорите, за да може да изгради аргумент за наводна нејзина одстапка во предизборието, да се отповика датумот за одржување на избори, да се повлече листата нивна, да се прекине кампањата предизборна и сето тоа да го искористи како аргумент во преговорите, за да се зачува тоа што им е побитно во моментов. А тоа е останување на сила на одлуката за помилување на партиската врхушка на ВМРО ДПМН. Значи, и тие се свесни, длабоко сум убеден, дека тие избори не би биле избори, тие избори не би биле признати ниту од внатрешниот, ниту од меѓународниот фактор. Таквата влада би била нелегитимна, непризнаена и нефункционална. Но, од инсистирањето да се одржат изборите на 5 јуни, тие само градат поповолна преговарачка позиција. Добре, само кажавте дека нема да биде признаена таа влада, тоа го потврди Европската унија, исто така и најголемиот дел од политичките партии во Македонија. Сметате ли дека доколку дојде на одржување на тие избори, нели победи едната партија која што е на кандидатската листа, дека Груевски би имал подобра позиција за преговори како председател на таа влада? Не би имал поповолна положба, бидејќи таа влада не би била влада во вистинска смисла на зборот. Таа би била влада произлезена од еднопартиски избори, што не соодветствува на системот кој го имаме ние. Таа би била влада непризнаена од ниту еден внатрешен и меѓународен фактор и тој не би имал улогата на премиер во вистинска смисла за да преговара од позиција на премиер. Дотолку повеќе, таквите избори ќе отварат и уште една многу сензитивна димензија. Македонија од нејзиното постоење, и тоа не од 1991 од кога е променет системот, туку од 45-та, немала собрание и влада без учество на албанците. Било тоа да се регрутирани низ еднопартискиот систем кој беше до 90-та година, било тоа да е од 90-та па навамо како плурален повеќе партиски модел на избори. Ќе отвори проблем на меѓуетничка основа, каде што последиците може да бидат многу сериозни за земјата. Сакам да верувам дека ВМРО ДПМН не е заслепена до толку за зачувување на позицијата и за извлекување од оваа тешка позиција во која се наоѓаат по нивна вина. Сметате ли дека улицата е единствен излез од оваа криза или може би се уште има место за преговор? Мислам дека
активностите треба да се водат паралелно. Улицата е неминовна, бидејќи се покажа дека овој политички субјект не е партнер од доверба која ќе стои зад потпишаното. Односно, не ги исполнува обврските кои ги прифаќа во преговарачкиот процес.